Господ рече: Симоне, Симоне, се молев за тебе, за да не намали твојата вера. А ти, кога ќе се обратиш, утврди ги твоите браќа. Востановувањето на Петар во апостолството. Уште пред своите страдања на крстот и смртта, Господ Исус Христос им ветил на учениците дека по своето воскресение тој ќе ги сретне во Галилеја. За истото тоа, на мироносиците им кажале ангелите кои биле во гробот на Господ Христос. Следејќи ја Божјата заповед, Христовите апостоли тргнале во Галилеја. Таму тие и се вратиле на својата поранешна работа, на ловењето риби во Галилејското езеро. Еднаш Симон Петар, Тома, Натанаил, синовите Заведееви, Јаков и Јован и уште двајца Христови ученици се труделе цела ноќ ловејќи риба, но ништо не уловиле. На разденување, во утринската магла, тие здогледале некој човек како стои на брегот. Тоа бил воскреснатиот Христос. Сепак, учениците не го познале. Господ ги прашал апостолите дали имаат некаква храна. Тие одговориле: немаме, затоа што нивните мрежи биле празни. Тогаш Христос им предложил на апостолите да ја фрлат мрежата од десната страна на коработ. И се повторило чудото што тие го виделе пред 3 години. Дури не можеле да ја извлечат мрежата, бидејќи била преполна со риби. Јован, восхитен од тоа чудо, прв го познал Христа. Господ е, му рекол на Петар. Петар, кој секогаш се истакнувал со својата решителност, не можел да чека коработ да доплови до брегот. Тој скокнал во водата и запливал кон Спасителот кој стоел на брегот. Другите ученици допловиле со коработ, влечејќи ја по него мрежата полна со риби. Кога излегле на брегот, виделе запален оган, печена риба и леб. Господ приготвил за своите ученици трпеза. Сакајќи тие да вкусат и од плодовите на своите раце, од својот чудесен улов, Христос им рекол: донесете од рибата што сега ја уловивте. Петар се вратил во коработ и со помош на другите ученици ја извлекол мрежата на брегот. Восхитени од се што се случило, апостолите со побожност и страв стоеле пред Господа. Гледајќи ја нивната плашливост, Спасителот ги охрабрил говорејќи: дојдете, јадете. Тој зел леб им дал, а исто така и риба. Никој од учениците не смеел да го праша: кој си ти, знаејќи дека тоа е Господ.
za vremena tаа благословена трпеза, Христос се обратил кон Петар со прашањето: дали тој го љуби повеќе од другите ученици? Со срдечен трепет Петар одговорил: да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Тогаш како одговор слушнал: паси ги моите јагниња. По некое време Христос повторно го прашал Петар: го љуби ли тој својот учител и Господ? Петар повторно одговорил: да, Господи, ти знаеш дека те љубам. Спасителот повторно му порачал како на апостол да ги паси неговите овци. И по трет пат Господ го прашал апостолот: Симоне Јонин, ме љубиш ли? Нажалениот Петар одговорил: Господи, ти се знаеш, ти знаеш дека те љубам. Христос и на тоа му рекол: паси ги моите овци. Тоа трикратно исповедание од апостолот Петар на својата љубов и вера го избришало неговиот грев кога тој 3 пати се одрекол од Господ во дворот на првосвештеникот, додека Спасителот го водела стража. Апостолската служба на Петар станала сведоштво на неговото покаяние и на совршената љубов кон Бога. Таа љубов го довела до мачеништво заради Христа. Во 68-та година, во Рим, при императорот Нерон, светиот апостол Петар бил распнат на крст со главата надолу, зашто тој се сметал себе си недостоен да биде распнат исто како Спасителот. Светата црква го почитува Петар како првоврвен апостол. Примерот на Свети Петар не учи никогаш да не очајуваме. Господ го простува дури и најтешкиот грев, ако тој е измиен со солзите на покајанието. Да не очајуваме за своето спасение. Дури да паднеме во бездната на порокот, може повторно да станеме, да бидеме подобри и сосема да го оставиме порокот.